Мала Преспа, Голо брдо и Кукушка гора, региони во источна Албанија, не биле населени со македонско, туку со бугарско малцинство. Бугарија ја шири својата пропаганда и успеа да најде свое малцинство и во Албанија. Софија преку државната телевизија нашла неколкумина да се сликаат пред камери и да тврдат дека организации блиски до Скопје го негирало нивното право да се изјаснуваат како бугари. Телевизијата БНТ новини направила цела репортажа со нив во која тврдат дека со векови живеат во Мала Преспа, Голо брдо и Кукушка гора. Наша територија, всичките патишта се... Наша територија, сите патишта се земјени патишта. Немаме ниту еден пратеник, а во општините немаме представник од нашиот народ. Во Голо брдо и гора тврдат тие е сконцентрирано бугарското малцинство, признато од парламентот во Тирана во 2017 година, но организации блиски до Скопје тврделе дека населението во овие области е македонско. Организациите ги обвинуваат македонските тамошни организации дека го загрозуваат движењето за прашањето за поделба на општините. Голо брдо е била като самостоятелна општина. Порано Голо брдо беше самостојна општина, односно во изводот на родените пишуваше дека личноста е родена таму, а бидејќи се работи за компактно бугарско население, односно таму освен бугари нема други луѓе, беше многу лесно да се утврди бугарското потекло на дотичниот кандидат. Сега кога се ликвидирани овие општини, ни се губи секаква трага, чисто административно. Во репортажата се вели дека Васил Стерјовски, македонски политичар во Мала Преспа, бил човекот кој ја обвинувал Бугарија за вештачки создавање на заедници. Неколку теми на членови на бугарски заедници сакале да направат нешто повеќе за наводното малцинство во Албанија, особено со оглед на, како што велат, македонската пропаганда. Мала Преспа, според официјалните податоци, општина во Албанија во која живеат околу 5700 жители, сите македонци со православна вероисповед, и во општината Голо брдо живее претежно македонско население.